Викендот продолжуваат надпреварите од втората фудбалска лига, откако заврши репрезентативната пауза. На програмата ќе бидат надпреварите од 13-тото коло, а истото ни го носи и дербито на истокот меѓу Беласица и Бргалница, кој ќе се одигра во Струмица на стадионот Благој Статов. Јас пред се очекувам ефикасен надпревар, малку да видиме некој поотворен фудбал и мислам дека надпреварот ќе биде тежок, сепак пак ќе напоменам, нели тоа е дерби, тие два клуба имаат меѓусебна историја, така да но можеби искуството ќе биде пресудно на страна на Брегалница. Лидерот македонин Ѓорче Петров на домашен терен како голем фаворит ќе го пречека Вардар Неготино. Арсим има идеална шанса да се врати на победничките патики дома ќе игра против Борец. Во меч каде велешкиот тим ќе има многу тешко гостување. Охрид на домашен терен ќе го пречека Детонит Плачковица, во меч каде Охригени поради домашниот терен, домашната публика на одличната форма ќе бидат фаворити на белен извори. Башкими како фаворит сака триумф над Кожув на домашен терен. Во тоа не се сомневам, тие Кожув како тим ќе отиде таму по бодови, ќе отиде да се бори, но сепак и нели Башкими е квалитетен тим и таму јас очекувам доста ефикасен надпревар, веќе да не ни е монотоно со 1 до 2 гола по надпревари и ќе биде тежок надпревар. Во Прилеп соочување на поранешните прволигаши победа и Скопје, додека пак Новаци и Осогово играат важен меч, особено клучен за кочанските четвари кои посакуваат триумф за излез од бараж зоната, а пак Каменица Саса како фаворит сака продолжување на победничката низа над Фенерџијата Вардарски. Доколку е денот и мотивацијата нели на високо ниво, мислам дека ќе можат сепак Прилеп е фудбалски град. Јас очекувам и доста голем број на публика да има да го поддржи клубот. Така. И екипата, така да Скопје доколку сака победа би требало да се намачат доста. Тврд фудбал, двете екипи според мене се многу и по играчкиот квалитет и по начинот на игра и по ситуацијата во која што се наоѓаат се многу слични, да не кажам на исто ниво. Така да очекувам доста тврд надпревар. Новаци поради домашниот терен можеби е благ фаворит, но сепак ја се надевам особено дека после победата против Победа ќе влезат во позитивна серија и нормално како што спомена со некој ремонт, со некои нови сили во втората полусезона ќе го обезбедат рано тој посакуван опстанок. Не знам на кој начин Вардарски би можел нели да дојде до некој позитивен резултат. Сепак фудбалот се игра, пак ќе кажам, додека судијата не свири крај, шансите постојат, но и според квалитетот и според играта Каменица Саса е апсолутен фаворит таму. Надпреварите од 13-тото коло во втората лига ќе започнат во 13 часот.